Моја денешна гостинка во студиото на Радио Браво е Фростина Симоновска, дефектолог од Порака наша. Најпрвен добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, Лида, на вас и на вашите слушатели. Ке започнеме најпрвин од Меѓународниот ден на лица со попреченост 3 декември. Какви активности имавте по повод овој меѓународен ден? На кој начин го одбележа дневниот центар Порака наша, а потоа ќе продолжиме и со активностите кои што се во тек и ќе завршиме како што е ред со идните ваши планови. Се навраќаме на 3 декември. 3 декември е меѓународен ден на лицата со попреченост и овој ден е доволна причина и повод да проговориме за секојдневните нерешени проблеми кои што ги имаат лицата со попреченост и нивните семејства. И требаше многу време да почнеме да говориме што е она што лицата со попреченост може да го направат, а не она што не може да го направат. Како резултат на тоа, тимот на Порака наша, заедно со корисниците, оваа година изработивме еден прекрасен календар, кој што се вика Заедно цела година. Зошто го направивме тоа? Го направивме од две причини. Едната, поради тоа што сакавме граѓаните на град Куманово да се запознаат со тоа што значи Сдружение Порака наша, кои се активностите на дневниот центар, кои се потребите кои лицата со попреченост ги имаат, нивните желби, нивните можности и способности. А од друга страна сакавме да искажеме една благодарност до нашата заедница, бидејќи не себично не поддржуваат цели 11 години. Ние имавме прекрасен настан, на 3 декември во недела, каде што во сума ги делевме календарите бесплатно на нашите граѓани. Имавме можност да поразговараме со нив и да слушнеме нивни идеи и нивни размислувања за тоа што значи да бидеш лице со интелектуална попреченост во град Куманово. И ни беше огромно задоволство да се дружиме тој ден и планираме и во иднина да спроведеме вакви активности, да бидеме во директен контакт со граѓаните на градот Куманово. Што е она што ние го порачавме тој ден, на 3 декември? Порачавме дека лицата со попреченост може да допринесат во заедницата, како и сите ние. Доволно е само да ги запознаеме, да ги поддржиме, да им помогнеме да научат, да им бидеме пријатели, но пред се треба да ги почитуваме, бидејќи почита значи еднаквост. Така. Упатена порака и до сите граѓани, развивање на свеста, за која што можеме да речеме дека веќе од година на година е се поголем степен имаме на развиеност. Така. Со тоа се упатува и поддршка до лицата на кои што им е потребно вакво нешто. Слушнавме за 3 декември и за вашето одбележување на Меѓународниот ден на лица со попреченост, но што за вас значи 6 декември? Така, 6 декември е многу значаен ден за дневниот центар на Порака наша, бидејќи на 6 декември 2006 година е отворен дневниот центар на Порака наша. Овој дневен центар се отвори како резултат на една неправда која што во тој момент беше нанесена на родителите кои што имаат член со интелектуална попреченост, а нивното дете во тој момент имаше повеќе од 18 години. Бидејќи Министерството за труд и социјална политика отвара дневни центри од 5 до 18 години и сега таа возрастна граница е пролонгирана до 26. Во тој момент, лицата со интелектуална попреченост кои имаат повеќе од 18 години не беа примени во државниот центар под капа на Министерството за труд и социјална политика. Како резултат на тоа, невладиното родителско здружение Порака наша го отвара дневниот центар за лица со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години. Ние утре одбележуваме и славиме роден ден. Еве воедно и покана до вас, доколку имате време слободно да поминете и до сите граѓани на локалната заедница, бидејќи тоа е еден начин каде што ќе ги запознаат корисниците, ќе поминат одредено време со нив и на тој начин бидејќи тоа му е и целта на дневниот центар, интеграција и инклузија на дневниот центар во заедницата каде што сите живееме и делуваме. На еден начин зближување. Така е. Нека ви е честит роден денот, нека ви се множат годините, а сега и за тековните проекти што ги имате во дневниот центар Порака наша. Така. Порака наша успешно менаџира социјална сервисна служба веќе 11 години, меѓутоа Порака наша има многу мали наши членови кои што се дел од редовното образование. И како резултат на тоа сметавме дека самиот процес на инклузија е таков каков што е во нашите редовни училишта, сметавме дека е потребно да донесеме иновативни методи во поразвиени земји, како што е една Франција, како што е една Полска, како што е една Романија, со цел да го унапредиме процесот на инклузија. Овој проект само што започна
и се надеваме дека ќе даде резултати применливи, значи во пракс, бидејќи инклузијата кај нас мора да даде подобри резултати. А вториот проект кој што исто така активностите треба да почнат се однесува на интернет безбедност. Верувале или не, лицата со интелектуална попреченост го користат интернетот како алатка за комуникација меѓу себе и за добивање на информации, знаења, и како резултат на тоа сметаме дека освен нели што ни нуди предности таа алатка, има и недостатоци, односно лицата со интелектуална попреченост се подложни на злоупотреби. Па како резултат на тоа добивме еден проект кој што се однесува токму на нивна безбедност од интернет безбедност и сметаме дека и овој проект ќе ни биде од голема полза и корист во иднина. Нормално. Сотековните проекти, значи се уште се реализираат. Така. Знаеме до кога или? Овие проекти се во трајање од 2 години. Почнуваат, значи 2017, завршуваат 2019 година. Почетокот е сега во декември. Така. А идните планови? Можеме да кажеме дека и сведоци сме дека во последно време постојат голем број на невладини здруженија кои што работат нели на полето на попреченост. Некои се поактивни, некои пасивни, но генерално сите нешто работат. Она што ние сакаме да го кажеме е дека невладини здруженија кои што менаџираат социјални сервисни служби се судбински здруженија. Значи ние имаме 21 родител чија што судбина значи ги зближила и со цел да најдат некое подобро решение за нивните деца. Како резултат на тоа, во 2018 година ќе се насочиме да го решиме статусот на оваа социјална сервисна служба. Вие добро знаете дека Порака наша е делумно финансирана од општина Куманово, од бизнес секторот во градот и пошироко имаме одлична соработка и еден мал дел од Министерството за труд и социјална политика. Нас ни е потребно системско решение на проблемот. Зошто? Бидејќи кога ќе го обезбедиме финансиски дневниот центар, социјалната сервисна служба, ние можеме да размислуваме за нови сервиси во градот, како што се мали групни домови. Нашите корисници се возрастни и ќе дојде ден кога нивните родители веќе нема да бидат со нив за да им пружат помош и поддршка. Тоа ќе го направи малиот групен дом. Тоа се стамбени единици со 24 часовна поддршка, која што навистина им е потребна на лицата со интелектуална попреченост за да можат независно да живеат и делуваат во локалната заедница. Тоа е во самата мисија и во самата визија на здруженијата. Колку сета ова може да се реализира? Ние сме оптимисти и се надеваме дека со добра волја можеме да направиме многу. И затоа реков, Порака наша успешно во вакви услови менаџира социјална сервисна служба 11 години. Веруваме во подобро утре и веруваме дека доколку има волја проблемите може да се решат. И милуваме да кажеме предизвици, не проблеми. Така е. Колку членови имате, односно лица во вашиот дневен центар? Во дневниот центар имаме 21 корисник со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години. И она што најверојатно се должи на нашата работа, јавната свест што се однесува значи до семејствата е навистина повисока отколку минатите години. И секојдневно во дневниот центар доаѓаат родители кои што имаат некаков проблем со цел да се обратат, дали е тоа психолошка поддршка, дали е остварување на некои своји права. Меѓутоа, кај нас секојдневно доаѓаат родители кои што имаат член со интелектуална попреченост, за да им помогнеме на било каков начин. И тоа е добро, затоа што свеста е на повисоко ниво и ние тоа го гледаме и го забележуваме. Еве користам прилика сите да ги поздравам вашите корисници во центарот, сите вработени и воедно во името на Радио Браво да ви го честитам вашиот роден ден, да ви посакам многу успеси, многу задоволни лица и да успеете во се онаа што го помисливте да го реализирате во вистинска смисла. Благодарам, Лиде. Еве јас уште да речам дека настанот кој што го организиравме во Денела не можеше да се реализира доколку Црвениот крст на град Куманово не ни помогна. Имаме одлична соработка со средното училиште Наце Буѓони, медицинска насока. Имавме вчера една прекрасна работилница и тоа и всушност ни е целта подигање на јавната свест меѓу младата популација. Благодарности до нив и до сите оние субјекти кои што несебично го поддржуваат Здруженијето Порака наша во изминатите 11 години.
Благодарам и на тебе за учеството во емисијата. Благодарам.